Овде тутунот наопаку ако го насадиш не кнуваше, а сега немаме вода ниту за наводнување, ниту за пиење. Вака мештаните на Средно Коњари бурно се жалат за нивното основно право за живот пред нашата камера. Нивниот проблем започнува уште во 2009 година со добивањето на концесија за експлоатација на минерални суровини по течението на реката Пчиња. Како се сноѓате, од каде пиете вода? Па на пример ја ви кажав преска дека ева има 7-8 години, значи идем од Дивле пунам вода за пиење. Добро, за бањање, за такви работи користиме истата вода, али за пиење значи од Дивле. Дали сте вие земјоделец, одгледувате ли нешто вие? Па ние сите, овдека сите имаме земја, али не ја користиме, не можеме да ја користиме, пошто не раѓа. Водата си отишол 7-8 метри надоле во земја, си бега, значи тие копат и си оди доле водата и површински значи нема влага. И ова е земјиште, гледате, ова е втора или нешто има втора, нешто прва класа. Ево гледате која жита е, значи слаба е жита многу. Како е овој период сега на финансиски, како се сноѓате со оглед на тоа што имате голема загуба? Па мора да обстаеме. Некако мора да се налазиме. Некој со државна работа, некој пензионер. Јас сум на пример пензионер. Сиве овие години ископините се извршуваат во непосредна близина на нивните домови. Објаснуваат дека по течението на реката ова место било недопрена природа, која служела за релаксација. Со воодушевување ни зборуваа за некогашниот расадник на таа локација. Категорични се дека концесионерите немаат право да работат на населено место и дека во Вештачкото езеро се бањаат деца, што е многу опасно. Тука е небезбедно поради децата. Тие што не знаат, децата знаат сите, само што не знаат дали е безбедно за нив или не. Значи тие можат да дојдат, од кај да знаеш ти дека се дојдене тука и да се удави некој и тогаш кој ќе биде крив? Мие што не ги чувавме или тој што копал тука, што ни го уништува најосновното право, водата за пиење. Езерото е над 5 метри, можете да видите, еве багерот е позади мене, тоа корпата ако стои багерот тука, значи таа влегува се до крај. Значи најмалце 7 метра може да влезе таа. Значи ако го има ова некаде, нека кажат, или да се оселиме ние, да излеземе од тука, пошто? Нека ни обезбедат, нека го копат целата ако има толку профит. Мора човекот еднашка да излезе на сусрет на луѓето. Не може ова да се уништи. Тие ни објаснија дека концесионерите копаат и на левото и на десното корито од Пчиња, при што текот на реката е поместен. Сенат Цамик, претседател на местната заедница, со тага во очите жали за незаштитеното природно богатство. Као што гледате, ова е наликува на некоја туристичка дестинација, меѓутоа ние сега се наоѓаме на место викано Лака во Средно Коњари, кај што се врши ископ више повеќе од скоро 10 години. Од 2009 година на мощно чуден начин издадена дозвола за геолошко испитување, без никаква согласност на граѓаните. Тогашните служби на општината дале согласност дека може тука да се врши геолошко истражување, а подоцна и експлоатација на минералната суровина песок и чакал. Во овој дел овдека живеат околу 5000 луѓе во 3-4 населени места, од Долно Коњари до Горно Сушица и Винца. Ние сите екзистираме претежно земјоделие. Во овој период, откако се почнати на овој начин ископите, водата, подземните води сигурно е падната пајно од 3 до 5 метра, пошто имаме сега куќи у Средно Коњари кои што немат вода за пиење. И кои што за да набават вода за пиење мора да идат 10 километри од своји куќи за да донесат чиста вода за пиење. Така да ние се организиравме и во периодот од 10 години уназад нашите претходници истото го правиле, само без протести, толку била силата во тоа време, не можеле. И од сите институции кои што одевме, све одговорноста се префула на друга институција. Ние не сме надлежни за тоа, надлежна е некоја канцеларија до нас, али таа денеска затворена, па утре ќе дојдат.
И така, тоа со години, али погледнете, овдека е уништено околу 30 на хектари земја. И во време на пандемија, во време на карантина, во време на строго забрането движење, се копаше и се работеше. Имаше една уредба од Министерство за економија, кој што донесува уредба во која што концесионерите и на минералните сировини може да се работат и за време на пандемијата, која што не знам, може би крши закон, може би не сум ни правник, ни не би знал да кажам тоа. Меѓутоа, ако е за секој забранено, би требало и за тие концесионери. И покрај неколкуте протести што ги организираа, надлежните не обрнуваат внимание на нивниот проблем. Сами ги вели, ако продолжат вака, подготвени сме и за поголеми масовни собири. Дошол ли некој државен инспекторат да види каква е ситуација? У наше присуство не, они доаѓаат, еве ги газите, моментално дојда. У наше присуство не доаѓа никој. За време на разговорот со него, видно револтирани пристигнаа собствениците на Европрогрес, фирмата што го има под концесија ова земјиште. Им објаснивме дека Алфа телевизија ќе сослуша и нивната страна. Така и направивме. Поканети од Ќазим Османовиќ, појдовме во седиштето на фирмата. Првото прашање ни беше: мештаните овде се изреволтирани за ископините кои што се во нивната непосредна близина на нивните домови. Велат дека водата не можат да ја пијат, не е питка водата од нивните чешми, мораат да одат во друго село да набавуваат или да купуваат вода. Дали е така? Нема врска. Не е така. Ја пием од таа вода. Дали некогаш сте седнали, сте ги сослушале, што е тоа што им пречи зашто вие таму имате искуп? Секогаш сме ги заслушали. И сме ми излегли во пресред за било која работа, за онада што им е. Тоа не се ги прашате. Зошто се револтирани? Не гледам причина зашто. Ние сме таму од 2009 година. Се од еднаш му текнава. Османовиќ вели дека досега само еднаш во 2013 година имало протест, пошто имало инспекциски надзор и било констатирано дека се е регуларно. Но во последната година вели тој дека е уморен од притисокот на граѓаните и постојаната контрола од институциите која се прави врз неговиот имот. Секоја недела, фактички, или инспекција, или полиција, или така. Да. Вчера беше последна од техничка инспекција. Вчера беше последен увид, евете записник. Што вчера е направен увид, пак на нивно барање, од 2017 записници, пак на нивно барање, сега има тука негде. Што велат записниците? Кој? Па бе, погледнете сами, нема никаква забелешка, се е по... Тука вика ниви, тоа е више рудник, тоа не е нива, тоа е пренаменето земјиште. Имате лист, кај што вика пренаменето за експлоатација. Што зборат они саделе жито, никогаш не од тие луѓе никој не садел таму жито. Нити нива. Тоа си е државно земјиште, ние сме го взеле под концесија. На обвинувањата дека нивниот ископ го менува текот на реката Пчиња, тој се огради дека тие немаат никаков контакт со реката. Ние со Пчиња немаме никаков контакт. Значи, ние сме концесија од речно корито, бега од 50 па натаму метра. Значи, ако е поблиску 50 метра до речно корито, не можеш да добиеш концесија. Од каде што влеговме, никаде не видовме обележено дека е забрането да се влегува и дека ова место е рудник. Вие сте дошли од кај реката. Значи, таму имаше стубови, нели? Мрежа немаше. Значи, и у полициска станица е пријавено дека мрежата е украдена. Околу овој граѓански спор го побаравме и мислењето на градоначалникот на општина Петровец, Борче Митевски. Они имат две дозволи. Едната дозвола е за ископ од концесиско поле, тоа е меѓу Долно Конјари и Средно Конјари, но поголемиот проблем што настана е тоа што АД Водостопанство со претходно добиено дозвола од Министерството за животна средина и просторно планирање распиша тендер за чистење на речното корито. Значи за чистење на речното корито од Горна Конјари до Катланово. И тука настана големиот проблем. Буквално не се чистеше речното корито, него речното корито се уништуваше. Значи, тој што концесионерот што ја зема работата, он не ја работеше работата, него ја даде на подизведувач. Како тоа смее тоа да го направи? Дали е тоа законски е? Не знам колку е законски, важно доаѓа инспектори од животна средина, доаѓа и од МВР, доаѓа од секаде и секојаш работата завршеше, да, имаат документи. Во исчекување сме и на одговорите од институциите надлежни по ова прашање.